Врховниот суд на САД донесе одлука со која колеџите и универзитетите повеќе не можат да ја користат расата во процесот на прием. Надвор од судот во центарот на Вашингтон се собра толпа луѓе кои очекуваа пресуда. Овие средношколци зборуваа за одлуката на судот. Сметам дека расата не треба да има голема улога за да се запишете на факултет. Расата не влијае на тоа колку човек е способен да работи, да научи нешто или да може да биде успешен во опкружувањето на факултет. И не треба да се зема предвид дали ќе влезе на овој коледж или не. Јуконг Мајк Жао од Азиско-американската коалиција за образование беше воодушевен од одлуката на судот. Ова е победа за сите американци бидејќи ја зачува меритократијата, која е основа на американскиот сон. Но другите кои први ја слушнаа одлуката застанаа на спротивната страна на проблематиката, велејќи дека тоа може да ги попречи напорите на колеџите и универзитетите да останат различни. Мојата реакција е дека е жално, навистина жално, многу сум тажен затоа што поставува ограничување за младите во Соединетите држави. Оваа земја е основана на принципот на еднаквост. Джеймс Стандиш е правник кој сега предава на Адвентистичкиот универзитет во Вашингтон. Ние како општество ќе треба многу внимателно да погледнеме какво влијание ќе има ова врз високото образование, да се пригрижиме да не завршиме со суштински елитни институции без застапеност од историски обесправените малцинства. Не сум сигурен како тоа ќе се случи по оваа одлука. Анкетите покажуваат дека американците се поделени околу ова прашање, при што околу половина од возрастните не одобруваат колеџи да користат раса и етничка припадност во одлуките за прием, а 1/3 одобруваат.